Треската и болвата, чита Александар Станојков. Се нашле еднаш треската и болвата на едно место и се конуштисале едно чудо. Од што си го бендисале муабетот двете, се ватиле по сестрими и си рекле да живеат како сестри роѓени, набргу да се најдуваат двете и да си прикажуваат која како поминала. Ај ми со здравие по сестримо, му рекла болвата на треската, оди кај ќе одиш, прави што ќе правиш и пак гледај да се најдиме и да си прикажиме помено што ќе си поминиме. Моштеарно по сестримо болво, и рекла треската, тоа така ќе си биде, без друго ќе се наоѓаваме. Таксувајќи се вака, треската и болвата се одделиле и си тргнале по работата. Одејќи си треската по пат, еве ти еден воденичар кај си одел на воденица. Ја чекај да си го закачам овој згоен воденичар, си рекла со умо треската, и да си го позатресам малце, те да му спадни малку меот и газието од јадење пресни погачи со коприненото сито, печени во пузата и наприл газието и во врато се згојал како некое питачко магаре. Вака велејќи треската си во умо, го закачила воденичаро и почнала да го треси. Се тресил воденичаро, се грозил, Боже, чувај брани, одвеј си отишол на воденица и легнал да лежи. Јачел, бучел, од тресење забити ќе искршел. Колку некој саат што го тресла треската воденичаро и се радувала дека го најде таков дебел да го тресит. За късмето од воденичарка му се кршило нешто колцето и запрела воденицата. Ај да се види и не види, си рекол сам со себе воденичаро. Али сега најде да се расипи тоа палено колце кога сум стресен. Ај бил джем на олсуни во колци и во треска. Да станам да го направам не можам. Да не станувам, ќе лежи воденицата. Ја бунун чареси, ќе се станува и ќе се прави колцето. Да ме тресло, не ме тресло, тоа сака да се прави еднашка. Станал втресениот воденичар, од кај што лежеше, и грабна секирата, која му легнал да го делка и да го прави колцето. Од првин кога го делкал со секирата, бајде му дошло мака, дури беше се заучила еднашка, туки кога се размаал човек, удрил маал, дури се испотил јако. На тој зорт и на таа мака што видел воденичар од праење на колцето, не можела треската да достиги во воденичаро, чунки воденичарот станал потрескав од треската и ја истерал од себе си. Поарно да речемо ти, сама избегала треската од воденичаро, чунки тој ја вати неа и ја стресе, а не таа него. Сега да ја видиме болвата, кај била и што направила, кога се одделија со посестримата е треската. Таа мучителка за луѓето болва, отишла вечерта у владиката и му се шукнала во постелата, таа полека-лека му се пикнала во пачајцата од џанфезливите шалвари и тргнала да оди нагоре за кај градите да пие владикова крв, праена од сладко благо што јадел владиката. Ете сега ќе му се гостам од крвта, си рекла сама со себе болвата, она згоениот владика. Како што гледам и го мирисам, не ќе го каснала до сега некоја друга болва и да му пуштила крвца. Ја чекај јас да го сефтосам, да од утре тамо ќе си викнаме на тајфа болви да го поиспиеме од ова мешеиште што го наклал Кир владикава, не треби да го има толкова надуенко, како некој еѓупски тапан. Ја чекај сега да му изакачам клештиве во градите и да му попијам малце крв. И така сум гладна. Не верувам да ме сетит кога ќе го штипнам, чунки е дебел и саде лој, како некоја многу згојана свиња што не сеќаа кога ја дупат глувците на животте и кога да лежит. Така и мојов Кир владика што ми легнал во овие од пердув постели и фучит со носот, како да се уморил од одење или од некоја тешка работа. Вака велејќи си болвата во себе, туку му и закачила клештите во градите на Свети Стари уште, не беше се впила за крв да пие,
Ја сетил владиката и како удрен в глава беше рипнал од перница, веднаш пикнал раката за да ја вади болвата. Арно, ама и болвата веднаш го пуштила и трештила да бега. Штом не ја ватил владиката со рака болвата, дал вик по ѓаконите да дојдат при него со свеќи запалени, да ја бараат болвата. Кога чула тој збор болвата, трештила да бега надолу за да излезе од пачајцата, арно, ама владиката се стиснал со нозете да не ја остави болвата да избега. Пуста болва сега се нашла во небрано и се вратила од кај пачајцата пак на угоре кај градите. Дури да излези болвата од пазуа, втасале ѓаконите при владиката со запалени воштени свети и почнале да го поштати да ја бараат болвата. Кога виде пустата болва такво овидело од светите од ѓаконите, си ја реши животта и не верувала дека Куртулиса жива од тројцата мажи што ја брка да ја ваќаат. Ха! Ете ја бре ѓакони, му рекла владиката. Ева болвата! Трште ја да ја ватиме, оти ми изгори до срце кога ме штипна во градиве. Видете ја проклетата колку една шикла е. Кој знае колку крв испила од мене. Затоа вака слаб се сеќавам. Проклета на една. Бре овде да ја ватат ѓаконите и владиката, бре онде не могле, чунки се смеал владиката дека го скокоткало под мишките и кај меот. Пустата болва, отколку што не можела, толку скакала набргу и нависоко, да дури му излегла од пазуата на владиката и скочила на земја. Ѓаконите се пуштиле по неа да ја ваќаат, таа бегала и скакала, скукара прајала по штирците од одајата, та дури дошла до ќошот од вратата и се пикнала под метлата, да се запретала во ѓубрето што била вечерта заметено. Бог да прости на тоа малку ѓубре што било во ќошо заметено, оти ако не се најдеше тоа ѓубре, без друго ќе ја ватеа ѓаконите и ќе ја отепаа. Од пустиот страв болвата само здивала и срцето туп ја чинело да не нешто да ја најдат кај што била запретена во ѓубрето. Што ти велаат, кога не му било за да загини болвата мрцина, или што велат турците еđeli gelmešiš, Куртулисала од двајцата ѓакони владикои. Штом се угаложил владиката и ѓаконите, се излегла болвата од ѓубрето и се изврела низврата, та целата ноќ што ти бегала. Шетајќи утрото болвата околу град, поминала, како да речеме, низ пусти сокак и која гледа, еве ти ја посестрима е треската, кај си лежала на припек свиткана како куче на мутавче. Посестримо Треско, и рекла болвата усмевната. Геч Мишола, што си ми се свила како некој куче на мутавче и си се курдисала како некој воденичар пред воденица на гола ругузина? Осте мори болво посестримо, не наумуј ми воденичар, од тој проклет воденичар, еве кај ме стресло, при се што јас сум треска. Ами, ако ми дај Господ здравие, мори посестримо болво, не е чаре веќе да влезам во воденичар, кај што вријат болви во пепелта околу огниште. Ете кај било за мене, си рекла само со себе болвата. Еле, ја кажи ми, мори сестро Треско, му рекла болвата, што ал си патила од воденичарка? Да ти кажам, мори сестро болво, ја рекла Треската. Откога се деливме двете, видов еден дебел воденичар во меот како некој еѓупски тапана во вратот, како некој питачко магаре, и повтив да го фатам и да го втресам, барем 3 дни, да за 3 години кувет да не му иди. Арно, ама не сум имала късмет да ја свршам таа работа, чунки му се скрши пустото колце и запре воденицата. Тама бев го клала под носе воденичаро и бев го ватила заперче. Стана проклетиот воденичар, зеде секирата, да вати да сечи и да делка. Отпрвин со голема мрза делкаше. Арно, ама колцето требаше да се напри, да кога му легна да мава едно по друго и силно, што дури пот течеше од него како река.
Тогај веќе, јас не можев да траам во него и втресен излегов од него. Да ете, од тоа си лежав на прибрегов мори по сестримо болво. Мори, па ти не си видела што видов јас? Му рекла болвата. При градскиот владика? Уште за малце ќе си појдов мрцина од тие проклети ѓакони. Ами како се стори тоа, мори сестрица, ако не ми кажеш? Еве како по сестримо Треско, и рекла болвата. Си зедов со умо да појдам кај владиката, чун ти е многу згоен во меот и во вратот, како воденичарот твој што го кажа, за да се изнапија малце тучна крв. Арно туку ичте остаат владика да го дупиш и крвта да му ја пиеш? Тој не бил како твојот воденичар што лежал во пепелиштето крај огништето. Владиката лежеше на меки постели, полни со пердои, покриен со срмени јоргани, ранет како на копанка, текич може у него болва да спацира, кога има двајца ѓакони да го поштат. Макар и на полноќ да го опоиш, тој ќе списка по нив и ќе му дојдат со запалени ламбади, како кај некој светија и ќе го испоштат, колку болви или вошки би имал, ќе му и најдат. Да што ти кажувам, мори сестрице Треско, едно што му се шукна во душеко и му се пикнав низ пачајцата од джанфезлиите шалвари, да му појдов на градите и се приготвив да го дупнам и да се му се изнапијам од тучната негова крв. Ами да знаеш, мори сестрице Треско, што ќеф имав кога се готвев да му удрам клештите, не праше. Арно, ама, едно го ужелив и скочи од перница како некој улав. Боже, чуе брани, и пикна раката в пазуа да ме вати. Да не се сетев, да се истеев од местото, на часот ќе ме ватеше дебелиот владика и ќе ме рушеше со дебелите прсти. Откоја видео ти не ме вати, списка по ѓаконите да дојдат да го поштат и да ме ватат. Кога го грабнаа сестро моја да го поштат владиката ѓаконите и да го скокоткат, ватија да се смеат, туку така пукот одеше, а пак јас сирота само скакав и спечалев да се избегам. Одва искочив од пазуата на владиката на штиците од одајата, искара скукара, избегав кај врата, да сум се скрила во ѓубрето што беше сметено од дента под метлата. Даде Господ, сестро Треско, и изврев низ една дупка и ете сум пред тебе жива и здрава. Само срцето што ми тупа како некој уловен зајак. Ете за мене кај лежал късметот, си рекла Треската на умо. Узгоениот владика, а не узгоениот воденичар. Шутјур, сестро болва, што си куртулисала жива, да нека ти биде уште еднаш за ум да не влегуваш во такви луѓе. Ами да гледаш кај некои луѓе кај што имаат куќите полни со праои. Ај сега да бараме некој друг късмет, сестрице, и пак да си имаме на ум, да се ставуваме и да си прикажуваме алоите, али ќоите. Се разделија двете по сестрими и секоја си отиде кај што си мислеше. Треската му појде кај владиката, та си го наклапушила и си го траела дури е било доста. А па болвата му отишла у воденичаро и си го опојала, та се изнацицала со тучната крв и едно ќе постигнал воденичаро да ја вати, ќе си скочила али на земи, али во него, да ќе се скриела во пепелта, а пак ако не ќе можела да искочи од пазуа, ќе се скриела во брашното што го имал воденичаро низ пазуа, во појасо и туку рече низ сите алишта. Болвата си го држа воденичаро, дури била жива, а па Треската го држала владиката, дури сакала.